ние сме сега тука, кај вас, Чичко Љубе. Добро дојде во нашата емисија. Добро најдов и поздрав до вашите гледачи на Алсат телевизија. Добро, Чичко Љубе, би сакале да знаеме нешто повише, значи за ова работилница, датирање, кога сте почнале, дали сте имале ментор, но првото прашање би било како започна вашата љубов кон музичките инструменти? Па вака, прво да ви кажам, овој дуќан постои, екзистира во чаршијата 90 години. Значи, јас го наследив занатот од мојот татко. Татко ми почнал да работи у 30 години, првите години од 30 години, се до денеска дуќанот екзистира во чаршија. Изработуваме музички инструменти со жици и поправаме исто времено. Значи, изработуваме мандолини, мандоли, гитари, тамбури, дајриња, тапање и така натаму. Добро, а дали имавте ментор или сам си учевте? Па јас учев од таткото. Таткото не беше мајстор. И вака, немав многу желба за учење. Поише ме импресионираше работава. Како дете, постојано бевме, од 7-8 години, постојано бевме во дуќанот. А веќе на 15 години работев јас и брат ми. И што сакам да ви кажам, ме прашавте за љубовта. Љубовта сама доаѓа, гледајќи како работат. Татко ми не работеше сам, имаше калфи, имаше чираци. Добиваш желбата, кога од обично дрво ќе направиш инструмент и ќе свири, и кога ќе дојде музичар некој, да извади душа од него, те прави среќен. И јас многу сум среќен кога ова, мандолава е мој производ, кога ќе земе прав музичар и да извади максимум од неја, што може мандолата да даде. Сега ме викате јас да свирам, јас не сум музичар, јас изработувам инструменти. Ако свирам, ќе го наградам инструментот. Ме разбирате? Да. Ете така. Кои се најчести проблеми што ги имаат музичките инструменти? Ме прашуваш за скршеници, кога ќе дојде на поправка. Вака. Ниједна скршеница не е иста. Кога ќе дојде скршен инструмент, оштетен, секогаш е предизвик и секогаш е приказна за себе. Затоа што еднакво не се крши. Најчести се одлепуваат гитарите овде од телото и вратот. Се одлепува кобилицата на гитарата, ова овде. Тоа се најчести и чести се тие. Ама ако е скршено, нема иста скршеница. И треба да му мислиш како да залепиш, да биде како треба, да не го наградиш инструментот, да може да свири и да изгледа убаво. Колку се разликуваат старите инструменти од новите кога станува збор за поправка? Па види вака, прво да ви кажам, старите инструменти се изработени од масивно дрво, а новиве и марка инструменти што се направени од шперплоча, за да биде ефтини. Сега, од Кина доваѓаат инструменти што се изузетно ефтини, ама немаат квалитет. Се од шперплоча. Изузетно ефтин инструмент. Ние правиме гајби за патликани, они прават инструмент од истото дрво. Ме разбирате? И тоа не може да биде инструмент. Пази вака. Ова е масивно дрво. Направено е како што се правило пред 100 години. Овој инструмент. Значи, од дебела талпа се сечат ливчиња од 3 мм, кој една страница се витка, другата страница се витка, се составуваат и исто капакот е 3 мм
Значи треба да се сече. Повише пилата јаде иде фира него дрвото што е. Ете така. А овој горниот дел дрвото треба да расте над 2000 метри надморска височина за да има ситни годови, ова се годишни прстени, за да се добие добар тон и добар звук. Кој е најстар или најнеобичен инструмент што сте го поправила? Па еве сега имам еден таков. Да. Тој е многу необичен. Ова е исто мандолина, ама пиколо мандолина, малецка. Еве, видиш, ова е како да... Па не знам, ја сега ми го донесоа, човек го купил на бувјак. Што го купил? И ми го донесе да го составам и ќе го направам да свири. Не разбираш? И овој инструмент изузетно високи тонови дава. Значи, може да служи и како соло инструмент во оркестар. Значи, зависи од големината на инструментот и од жиците колку се тенки или дебели, се добиват. Ова ќе даде многу високи тонови. Ето така. Ова е еден необичен инструмент. А имам и други, нели? Колку луѓе денес се занимаваат со ова во Македонија или во нашиот регион, значи со поправка, со... Ние сме единствен дуќан што сме регистрирани за ваква работа, што постоиме толку долго. Меѓутоа има луѓе сега од интернет учат, има многу аматери што дома работат. Некој поуспешно работи, некој полоше, не можам да ви кажам многу околу таа работа. Дали имате тука некои инструменти што ги чувате со години? Па има инструменти, како да ви кажам, еве оној контрабас тамо, ќе го видите. Стар е 100 години, беше искршено. Ние го направивме, сега изгледа како нов, реставриран. Брат ми го работеше 8 месеци. Значи секој делче со љубов, со емоции. Да. Значи треба љубов, емоции. Без љубов нема ништо. Ништо друго. Дали има некој инструмент кој никогаш не би го продале? Имам една гитара што сам си ја правев на 5-16 години со помош на татко ми. Повеќе совети даваше, него таа не би ја продал. Дури Вратко Стефановски во една прилика ми ја бараше и не му ја продал. Тоа е богатство, сила богатство. Да. Така, дека малце е необична и тоа. Иначе имаме инструменти кои сме продале. Така. Имаше една гитара за музичар од Гевгелија, професор по географија, Джаджев се викаше, сестран човек, се бањаше за Нова година во Вардар. Починат ја и ни нарача гитара, специјално ја правевме за него, беше дебела 18 сантима, вака. И свиреше со незе, даваше концерти. Меѓутоа, после едно 6-7 месеци дојде во радио телевизија, ја оставил на некој сандак и некој му ја седнал гитарата. Се скршила горната и задната плоча. Ја поправивме, па ја направивме како што треба. И кога засвире човекот, вика, треба да го частам тој што седна, оваа гитара сега е пугава. Истата работа, истите мајстори, истото дрво, меѓутоа има нешто што не може да се долови во таа работа. Чиче, како сакате да ве паметат? Како музичар, занаечија или ментор, учител? Па учител не можам да бидам, затоа што нема чираци, никој не ќе да работи, а и тој што сака веќе возрастни доаѓаат, сакаат да учат занат. Меѓутоа ја немам за себе работа, камоли да платам, него не можам да извадам за себе, да ме разбираш. Овој занат не вади пари.
Значи, како да ти кажам? Од љубов него пари да заработиш. Кога му реков на синот дојди да работиш, тој ме вика ти се усреќи, сакаш сега мене да ме загледаш. Види, не се жалам, јас убаво сум прошол во животот, него татко ми кога дојдов да работам, ми рече вака, синко, не кеш да учиш, ќе видиш кај се раѓа левот, никогаш нема да бидеш гладен, ама и богат нема да бидеш никогаш. Но ќе бидеш среќен. Среќен сум сигурно. Тоа сум среќен. Овој дуќан се направени 62 година. Првите електрични гитари што засвиреле во Македонија се направени во Дуќанов. Познатиот Бис сте чуле за него. Уствари беа бисери и безимени. Дојдоа едните, донесоа слики од плочи, long play плочи големи, на кои беа сликани гитарите, изваделе цртежи од тоа и преку цртежот татко ми им направи гитари. Јас бев тогаш 13-14 години. Уште нешто, 70 години произведувавме мандолини масовно за македонска книга, а она ги продаваше по школите во Македонија и низ цела Југославија. Ме правеле 600 мандолини годишно. Голема бројка за нас. Сега не работевме сами, него имаше и мајстори други. На плоштад за Нова година даваат по 100.000 евра за некој си пеач тамо. Не можам да подценувам пеачите. Пеачи што се афирмирани, ама јас за 100.000 евра ќе им направам 300 мандолини. Што е потрајно, нека размислат луѓево, знаеш. И 300 деца ќе свират. Ама луѓево не се многу заинтересирани за оваа работа. Едно време во училиштата имаше по 50 инструменти и 50 деца учеа да свират. Сега свират на свирчиња. Има блок флейти се викаат. И сега колку ќе научат, тоа е за дискусија. Значи тука е басот, ни спомнавте нешто за басот. Басот е стар 100 години. Беше упропастен, искршен, сега изгледа како нов. Навистина како нов. Видите. Ефтен. Со љубов ја правен, 8 месеци го работеше братот. Постојано на него и сега е во многу убава форма. Странци ми доаѓаат да го пробаат и свират на него. Да. Не може да го купат, не може да го носат. А од тука луѓе од регионот? Дали има заинтересирани? Не може да го купат. Нема дека ќе прискапа. Поскапи е малце. Од љубов е направено и нормално тие се поскапи е малце. Повредни работи се. Ама се уште не знаат луѓето. Треба да викнам некој од овие музичари што свират контрабас од филхармонија или од опера. Така да го видат, па ќе видиме понатака. Е преубав, навистина ко нове. Сите гитари што ги правиме ние се специфични. Еве, например, ова. Ова го нема на други гитари. Зашто го правам тоа? За да не ми речат се престругал, си купил друга, па мене ми продаваш. Мора нешто да се разликува од сите други гитари, да има нешто свое. Уникатно. Уникатно. Ете така. Иначе ова е направено од ореово дрво, видите како изгледа. Вау. Ефтено. Лакирано е? Лакирано е, да, со нитролак е работено. И многу вас. Вау, ефтен. Многу глас има. Еве ви ова примче се вика. Примче? Да. Забрав да го спомнам, не е важно. Ова е соло инструмент. Ова е македонска тамбура. Наш национален инструмент. Како кај албанците чифтелија што е. Ова е. Имате чифтелија тука? Па човекот ја однесе, да. Ја однесе, ја земат. Еве, ова е македонска тамбура. Супер.
Не, ново е ефтин. Нова, па Исто е од ореово дрво? Да, направено? ова позади е од ореово дрво, а ова е резонантно дрво се вика резонантно дрво. Многу кое убаво дава направено. Уникатно. ова, знаеш како е? Дрвото вибрира како на звучникот мембраната, што е? Ова го дава тонот, а ова другото служи за бојата, да.